Денеска се собравме тука за да го промовираме новиот апарат за прв пат во Прилеп на очното одделение, апарат за оптичка кохерентна томографија. Ваков апарат досега во болницава немаше и пациентите одеа во соседните градови и во приватните клиники по офталмологија. Поради зголемениот број на тој вид на пациенти, докторите специјалисти почнаа да ви кажат за која патологија се работи. Ние се решивме да набавиме таков апарат. Апаратот е купен со сопствени средства, помалку од 5 милиони денари. Тој е доста софистициран, е меѓу најдобрите во Македонија, така да пациентите правиме се за да не патуваат во други градови, нивните проблеми, нивните болести да се решаваат во нашата болница. Благодарение на огромното разбирање на управата, успеавме да го добиеме овој апарат со кој ќе се овозможи прецизна дијагностика на заболувањата на задниот дел од окото, односно на филмот за гледање, во поглед на дијагностика за сенилни дегенерации на макулата, во поглед на дијабетес мелитус и промените на филмот за гледање и прецизна рана дијагностика на промени кај покачен очен притисок, односно кај глаукомат. Со тој начин ние ќе овозможиме, како што кажа директорот, да им на пациентите да добиваат рана почетна дијагностика тука и истовремено понатамошно следење. Се надеваме дека еден ден ќе стасаме до фаза да имаме можност да аплицираме и анти-ВГФ терапија, тоа е терапија со која се решаваат проблеми кај дијабетичните ретинопати. Каква е состојбата на одделението? Дали недостига здравствен кадар, доктори? За тоа сега треба да каже директорот, али јас ќе кажам во поглед на кадровската политика за доктори, сега сме 4, на пат се уште 3-4 специјализанти кои ќе дојдат во догледно време, кој за годинава, кој в година, некој по 3 години, така да во тој поглед проблем нема. Меѓутоа, малце е проблем со средномедицински персонал, што е веќе работа на управата да ги обезбеди. Едноставно немаме средномедицински персонал со кој би можеле да се максимално искористат капацитетите на постоечките доктори. Тоа е она што би било вака битно. Да, сметам дека во полето на офталмологија набавката на овој апарат, односно оптичка кохерентна томографија на заден сегмент на окото, представува навистина значаен чекор за Општа болница Прилеп. Поддршката клиниката во тој домен ја даде, значи, затоа што се работи за апарат кој што е навистина современа апаратура, алатка која што во секојдневната клиничка пракса на офталмолозите навистина е неопходна. Представува една неинвазивна, брза метода со една прецизна дијагностика на структурите на задниот сегмент на окото. Значи, точката за јасен вид, како што напомена колегата, се работи за дијагностика на болести кои што се најчести причинители за кои може да доведат до слепило, тоа е сенилната дегенерација на макула и дијабетична ретинопатија од една страна, и истиот апарат овозможува дијагностика на болести на очниот нерв, како една од најчестите овде, ќе ја издвојам секако глаукомот. На лекарите офталмолози ќе им помогне во секојдневната пракса за дијагностика и евалуација на промените кај пациентите кај кои што е неопходен. Секако во иднина ќе им представува пак алатка доколку започнат со третман на лекување на некои од споменатите болести. Што значи дека сметам дека навистина еден чекор за Општа болница Прилеп. Тоа е болницата покрива од моите сознанија подрачје кое што навистина доста од пациентите во овој регион се овде и ќе им се зголеми и квалитетот и квантитетот на здравствените услуги кои што ги пружаат лекарите како тимот овдека.